Намален број на трудови за втори-трет циклус за студентите, зајакнување на автономијата на приватните универзитети. Ова се само дел од забелешките на стручната фела кои владата ги разгледа и прифати во дополнувањето на измените за законите за високо образование и научна истражувачка дејност. И двата закони од вчера беа објавени на ЕНЕР и се достапни за јавноста. Намаривме еден член од владата, иако не беше неопходно, иако не се согласуваме со тоа дека тоа нарушува автономијата во Советот на универзитетите. Дополнително бројни други промени во однос на критериумите направивме, например, прифативме за општествено-хуманистичките науки, така како што бараа наставниците да биде релевантна базата Scopus, не ја исклучивме Web of Science, но ти инсистираа да биде Scopus, ќе биде Scopus. Дополнително, Националниот совет во високо образование ќе изработи друга база на списанија која исто така ќе се бодува при изборите. Денеска е објавен и конкурсот за запишување во средно училиште. Годинава се очекува да се запишат околу 25.000 средношколци, а од нив 17.000 се предвидени да продолжат во средното стручно образование. Дуалното образование секако ќе биде фокус. Досега имаме подпишано договори со над 800 компании и продолжуваме да го стимулираме средното стручно образование за да ги пополниме празнините на пазарот на труд или она што им е потребно на компаниите за да се подобри производството. Конкурсот е денес објавен, ќе видиме какви ќе бидат резултатите на крај. Министерката Јаневска со градоначалничката на Кисела вода, Бети Стаменковска-Трајковска, денеска беа на увид на градежните работи на новата спортска сала во основното училиште Кузман Јосифовски Питу во Кисела вода. Новиот објект ќе биде пуштен во функција од септември за почетокот на новата учебна година.